Почитуван Трајчевски, џабе сте цел живот директор кога имате став, ама немате појма за проблематикава што ја регулирате и што правите надзор. Ај сега да видим. Точно е дека уредувачката политика е неприкосновена, но се додека е во рамките на законот. Кога таа е надвор од рамките на законот, вие како регулатор и доживотен директор имате обврска да реагирате таму, не тука. Пак ќе ви кажам, немојте да ми држите лекции како јас да комуницирам со медиумите. Вие не сте надлежен тоа да го правите. Ние си имаме имунитет, си имаме етички кодекс, си имаме наша комисија. Вие сте надлежни за медиумите, кои што патем речено не ги контролирате. Оваа држава дала 5 концесии, не за да се руга некоја партија, туку да се однесуваат согласно закон. Ајде да го видиме законот кој вие не го применувате. Начелото од членот 47а вели: медиумите негуваат развој на хумани и морални вредности. Каква е таа хумана и морална вредност кога една национална телевизија 2 години поради блокирани пари води хајка против парламентарна политичка партија? Ајде да го видиме и етичкиот кодекс на новинарите. Вели: новинарот нема да го употреби својот медиум за пресметка со личности. Каде сте вие, Трајчевски, тука да реагирате? Или новинарот ќе настојува да обезбеди објавување исправка, демант и одговор. Не само што не бараат втора страна и не викаат, туку ниту демантите кои им ги праќаме не ги објавуваат, што е наше уставно право. Каде сте вие, Трајчевски, тогаш да реагирате? Немојте да ми држите лекции како јас да комуницирам со медиумите. Не сте надлежен тоа да го правите, немате овластување. За ова за што имате овластување, вие не го правите. Ајде да видиме што е другото ваше овластување. Да обезбедите еднаквост на слободите и правата, независно од политичкото убедување. Заболе ме уво дали му се свиѓало на уредникот таму или ваму. Кога се работи за прашање од јавен интерес, тој е должен да кани. Дури тогаш вие можете да речете да, не се мешам, но во рамки на законот, не надвор од законот. Кога ќе излезе надвор од законот, и како ќе се мешате. Потоа, отвореност на програмите за изразување различни ставови. Кои се тие различни ставови? Биполарноста, СДС, ВМРО, СДС, ВМРО, тоа се различни ставови. Гарантирање право на одговор и исправка. Каде сте тука да реагирате? Имаме 2 судски спора, 3 против медиум кој не објавува демант. Каде сте тука да реагирате? Од тука немојте да ни држите лекции, туку да си засукате ракавите и да си работите согласно вашите ингеренции, а ние ќе се гледаме многу почесто на следни пратенички прашања и за јавниот дифузен сервис, и за тоа што не оштетивте на локални избори поради ваше мислење, зашто членовите на вашиот совет ќе треба да платат дебела оштета, затоа што не ставите со гром во иста ситуација, така што бидете спремен да се гледаме почесто. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.